По објавата дека фабриката за шеќер 4 ноември во Битола повторно ќе проработи, се актуализираше прашањето за производство на шеќерната репка во Пелагонија. Во очекување на новиот газда кој во меѓувреме во Битола регистрираше фирма за производство на шеќер, што ќе работи според македонските закони, земјоделците очекуваат да биде склучен договор за производство и преработка на шеќерна репка во овој капацитет. Ќе можеме повторно сега да разговараме со новиот газда и да се договориме како и на кој начин во 2017 година ќе почнеме со сејдба на оваа култура. Новиот план ќе се разговара за откупната цена, за условите што ќе ги дај газдата околу агротехниката, односно механизација. Рестартирањето на фабриката за шеќер би донела придобивки на повеќе полиња, отворање на директни работни места во самата фабрика, но и за земјоделците како производители на шеќерна репка. Враќањето на шеќерната репа, односно преработувањето на шеќерата, не само за Битола, туку за целата држава ќе биде голем бенефит. Прво земјоделците ќе имаат уште една култура за обезбедување на плодород околу нивното производство и добивање на поголеми приходи. Овој план ќе имаме некаде околу 7 до 8 илјади земјоделци, толку имаше кооперанти порано што произведува шеќерна репа во Битола, Струмица, Кочани, Куманово, Скопје и Тетовско. Тантаров го потенцираше и значењето на нус производите од шеќерната репка. До 2007 година, кога во Пелагонија се произведуваше оваа култура, во овој регион имаше зголемено производство на млеко, бидејќи токму нус производите од шеќерната репка се користеа како храна за добитокот.